Стоматолошките проблеми ретко се животозагрозувачки, но болката си е болка, макар и во епидемија на корона. Ретко доаѓаме бидејќи привремено ставаат лека, а не го санираат проблемот. Ваквите поплаки веќе стигнаа и до Министерството за здравство. Секој пациент кој што има итна потреба мора да биде примен во ординација и таа да биде санирана. Не да се даде лекови, туку да се направи стоматолошка интервенција. И додека Филипче најави дури инспекции, и државните и приватните стоматолози велат се знае што се подразбира под итно. Некои пациенти мислат дека се итни, а во суштина ние кога ќе ги прегледаме не се итни. Голем број случаи и самото ставање на леки интервенции. Кога итно е доволно итно за стоматолошка интервенција во време на COVID-19? Звукот од машинката во стоматолошка ординација на многумина им предизвикува морници уште пред да ја почувствуваат. Но кога забот ќе почне да боли, таа им е најголема надеж за скратување на маките. Прво пациентите што се јавува прашуваат дали ние бушиме заби или ставаме само лекчиња за да ја смириме болката. Поради опасност од пренесување на COVID-19, турбината во моментов се користи само таму каде што мора, бидејќи преку неа ширењето на аеросоли е најголемо. Работата со турбина се подразбира кај што имаме акутна болка која што не се смирува со аналгетици, каде што е потребно со турбина да се отвори нервот на завод на пациентот, за да може лекот што ќе се аплицира да се стави директно во пулпата, за повратно да имаме смирување на болката и тој пациент да го завршиме. Доколку не ја активираме турбината, ставаме само лек, тој пациент секој ден ќе ни доаѓа и пак со истите поголеми болки. Според актуелните правила поради COVID-19, во секој град работат дежурни јавни здравствени установи или приватни стоматолошки ординации, но само за итните случаи. Останатите се затворени. Што е итен случај одредува матичниот стоматолог по телефон и во случај да има потреба, го испраќа пациентот во дежурна установа. Внатре се примаат само пациенти со силна забоболка која не поминува со лекови, случаи со скршеници, инфекции и обилни крварења. Имам проблеми со процесот, ошtetување на процеса и затоа сум дојден тука. Се менуваат неки правила на однесување преку прозор, така мислам ги за не ми пречи тоа. Битно ми е да завршам работа. Сега ако требаше лично да се интервенира на мене, тогаш ќе мораше да влезем внатре. Дезинфекција, мерење на температура и епидемиолошка анкета е редовна процедура за секој што влегува во ординација. Само ако пациентот нема симптоми на COVID-19, може да се почне со работа. Но што ако дојде пациент кој е итен, а има симптоми на коронавирусот? Клиниката за стоматологија во Скопје е единствената која има инфективно оделение за третман на пациенти со разни заразни болести. Според новите протоколи, сега тука би се носеле и пациенти позитивни на COVID-19, но и сите суспектни случаи на кои им е потребна итна стоматолошка интервенција. До сега тука не дошол таков пациент, но директорката вели дека иако се уште немаат ковид одделение, подготвени се и за таков предизвик. Ние третиравме пациенти со ХИВ, хепатити, така да покриваме голем регион, можам да кажам дека од цела држава доаѓаат пациенти кои што се со инфективни заболувања, така да мислам дека не би представувало проблем за да примеме и таков пациент. Поради коронавирусот работата на клиниката е речиси парализирана. Например, децата со попречености во моментов е речиси невозможно да се лекуваат. Она што работи се две амбуланти за итните случаи, неповрзани со COVID-19. Како и приватните стоматолози, директорката Цана вели дека паднатата пломба не е итен случај. Нормално се, на почеток малце имаше многу недоразбирање од пациентите. Значи, ако е падната пломба, не значи дека е итен случај, така да може да почека. Додека малце тоа се... Зашто имаше голем прилив на пациенти на почеток, но полека, значи, и самите пациенти, значи, се крена свеста и кај луѓето и сега дефинитивно доаѓаат само како итни. По повикот на министерот Филипче, Државниот здравствен и санитарен инспекторат направи повеќе инспекции во дежурните стоматолошки ординации, но не констатирал неправилности, вклучувајќи го и селектирањето на итни и неитни случаи.
За приватните стоматолози казни секако не се добре дојдени, бидејќи трошоците за работа според новите протоколи и правила за заштита паднаа на нивен грб. Ние со колегите кога ќе се состанеме, го користиме терминот уште ова ни требаше, како капак на лошата финансиска состојба. Прометот од партиципација од ланската година до сега ни е намален 11 пати, или изразено во проценти 92% имаме помалку промет од партиципација овој април од ланска. За разлика од тоа, средствата што ги користиме за заштита, дезинфекција, стерилизација, 3 до 4 пати, па да не кажам и повеќе, ни се зголемени. И ние сме доведени во ситуација каде што работиме со загуба. Приватните стоматолози гледаат излез во повлекувањето на забраната за нивна работа, но и во зголемување на цените на услугите. Основната причина за нивно затворање беше опасноста за докторите во време кога немаше доволно опрема, што според првиот човек на нивната комора веќе е надминат проблем. Сега веќе се има и домашно производство има многу, така да само единствено што не се догаѓа што цените се прилично високи. Докторите ќе бидат заштитени, сметаме дека ќе има обезбедено секој за себе да опрема, а ние ќе бараме постојано и пак ќе се обратиме до институциите да помогнат, за да може и финансиски да се издржи. Голем товар е финансиски сега за секој што треба да работи, да практикува стоматологија. Во следниот период, стоматолозите ќе треба да се вклучат и во најавениот масовен скрининг за COVID-19. Ние ќе помогнеме на Министерството, на државата ќе помогнеме, очекуваме за тоа, за возврат, за таа помош, да државата излезе в пресрет. Според комората, некои од стоматолозите губат трпение и работат зад затворени врати. Други пак, кризата ја менаџираат со отпуштање вработени. Враќањето на нормалната работа во ординациите би било постепено и со истите правила за заштита, зашто веќе изготвиле протоколи. Според нив, сите суспектни пациенти би се препраќале на стоматолошката клиника во Скопје, а тие за старт би почнале да даваат и други освенитни услуги, како на пример да пломбираат заби. Ставањето импланти и други покомплицирани зафати би почекале подобри времиња.